Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, добар ден. Пред се сакам да го поздравам премиерот Зоран Заев, што не достои денес, како град, како општина Прилеп, да не биде гостин на денешниот ден, нашиот патрон, Свети Никола, нашиот заштитник, кој што го слави цел Прилеп. Секој второ семејство го празнуваме овој празник и мислам дека Свети Никола, чудотворецот, ќе направи чуда во иднина за нашиот град. Задоволството е уште поголемо, затоа што денеска ќе го промовираме новиот булевар и ќе кажеме што значи тоа за нашиот град. Јас се гордеам како прилепченец на правењето на овој булевар кој што е современ, со сите стандарди на булевар и мислам дека е еден од подобрите во нашата држава. Не секој град може да се пофали со ваков еден булевар, без разлика што злите јазици кажуваат поинаку. Оно што сакам да го кажам дека висината на средствата кои што ги оддели општина Прилеп се околу 62 милиони денари и не само ова што се гледа како инфраструктура надземна на булеварот, исто така се направи подземна инфраструктура со комплетна реконструкција на водоводната примарна и секундарна мрежа на овој дел, на овој потек од булеварот. Исто така и атмосферската канализација се направи нова. Целото улично осветлување исто така се направи ново на овој дел од булеварот. И тоа булеварот од споменикот Карпалак до Домот на културата Марко Цепенков и од Апекс до Прилепски бранители до Кружниот тек. Овој булевар, освен 4 коловозни ленти, има велосипедски патеки надвор од коловозните ленти, со уште еден знак дека безбедноста на велосипедистите е подобра. А најмногу ми е драго што пешаците се најбезбедни на овие широки булевари, каде што, да кажам, и сите знаеме, и тоа е поентата на целова, ќе нема паркирање на моторни возила на овој дел од булеварот. Исто така направени се тактилни плочки за безбедно и несметано движење за лицата што имаат ослабен вид. И за лицата што имаат хендикеп, сите направени се сите пристапни рампи до сите пешачки патеки и до семафорите. Со ова сакам да кажам дека гордоста е кај мене уште поголема. Овој булевар ќе остане не за оваа генерација и за следните генерации кои што доаѓаат. Во оваа прилика сакам да кажам дека да се заблагодарам на сите вработени во општина Прилеп кои што придонесоа за реализација на овој проект. Да се заблагодарам на изведувачот Изофас, компанијата која што ги изведе овој проект, и за компанијата Крин КГ што дозволивме да имаме прилепски и убав гранит. Но овде не е само овој проект оваа година. Оваа година имам уште два крупни капитални проекти. Тоа е мостот на градската река, кој што вчера го асфалтиравме, а 7 до 10 дена ќе го пуштиме и него во функција. И секако другиот проект е стадионот Гоце Делчев во Прилеп, каде што комплетно е направен трибините, подтрибинскиот простор, а и тревникот на стадионот. Јас се надевам дека за 7 до 10 дена ќе го пуштиме во функција мостот на градската река, а ќе чекаме некои подобри времења, се надевам напролет да го пуштиме во функција и градскиот стадион, кој ќе имаме посета на публика на надпреварите во нашата фудбалска лига. Тоа е за проектите од оваа година. За следната година исто така имаме 3 големи проекти, капитални проекти, кои што ќе значат нешто за нашиот град и што вистински ќе оправиме Прилеп модерен град како што граѓаните заслужуваат. Во почетокот на едната година ќе почне да се реализира правењето на детската градинка во Точила. Вториот крупен проект е старата градска чаршија ќе биде комплетно реконструирана и исто така ќе биде почнат да се прави покрениот базен исто така во Точила. Овие се 3 крупни двегодишни програми, проекти кои што општина Прилеп ќе ги реализира наредната година. Се надевам дека
ќе излеземе во пресрет на граѓаните и она што го бараат местните и урбаните заедници. Градежната офанзива ќе ја продолжиме и наредната година, затоа што во контактите со претседателите на урбаните заедници и граѓаните од урбаните и од местните заедници, во директни нивни контакти ги слушнавме нивните мислења, ги видовме нивните побарувања и заеднички направивме план и градиме по план за комплетна реконструкција и рехабилитација на голем дел од улици на нашиот град. И да не должам многу, на крај сакам да на сите граѓани да им го честитам нашиот патрон празник Свети Никола, да им посакам пред се успех и добро здравје, ама за да имаме здравје сакам да ги почитуваме сите мерки на предпазливост, сите протоколи што ги промовира Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство и владата. Убеден сум во тоа дека можеме и треба да го направиме. Како граѓани сакам да упатам уште еднаш апел да се причутуваат мерките на предпазливост, да носиме заштитни маски секаде и секогаш, да имаме дистанца меѓу себе кога сме заедно, а да не се групираме повеќе од четворица. Тоа мора да го направиме во интерес на сите нас, само така можеме сите заедно да ја надминиме пандемијата која што владее ширум светот. И на крајот уште еднаш честитки за честит нека ни е Свети Никола и да е за многу години. И благодарам.